Пробиштип го крои буџетот за 2017 година, кој ќе изнесува околу 120 милиони денари и е за 89 милиони денари помал во споредба со буџетот за тековната година. 2016 година има најголем буџет досега во постоењето на нашата општина, некаде околу 209 милиони денари, меѓутоа мислиме дека наредната година буџетот кој што го планираме е реален, бидејќи примањата кои што, односно полнењето на буџетот, се трудиме да биде реално согласно нашата долгорочна стратегија. Добро би било ако собереме повеќе приходи и како и оваа година да имаме за прв пат ребаланс на буџетот. Тоневски забележа дека и за наредната година приоритет ќе биде инфраструктурата, зашто во буџетот се планирани 50 милиони денари. Претседателите на местните заедници на денешната средба со локалната власт бараат изградба на водоводни мрежи, улици, чистење на речни корита, локални патишта до земјоделските површини, но и постојните продавници во селата да не се затвараат. Иначе разговаравме исто за продавници. Продавници немаме по селата више, кои се затварат. Тоа е опасна работа, некаде 3000 евро казна, а тоа што не може да го поднесе, он нема 1000 евро таму. Он вика не е тоа моја надлежност, свакаш ми сега. И останува да видиме понатаму што тоа да се реши тај проблем. Во рамките на активностите за правење на програмите за работа на оделенијата во општина Пробиштип и на комуналното предпријатие, денеска во Пробиштип се одржа и третата форумска сесија. На оваа трета форумска сесија ќе се разгледуваат 4 програми на општина Пробиштип за наредната година, и тоа програмата за одржување на локални патишта и улици, програмата за улично осветлување, програмата за урбанизам и програмата за локален економски развој. До крајот на годината во Пробиштип ќе има уште 2 форумски сесии, на кои ќе се конкретизираат проектите за наредната година.